Со пронаоѓање на стари фотографии и сателитски снимки направени се архитектонски цртежи на Тетовскиот плоштад, кој постоеше од 1967 до 2009 година со цел архивирање на архитектонско-урбанистичките квалитети на овој значаен урбан елемент на Тетово. Ова е мотивот на тетовскиот архитект Благој Ристовски за изработка на презентација насловена Бесконечен плоштад, архитектонска приказна за едно заедничко место. Оваа презентација е плод на работа од неколку месеци и тема која што всушност се занимава со архитектонско-урбанистичките квалитети на стариот Тетовски плоштад, кој што обстојува од 1967 до 2009 година, кога е срушен. На овој начин е направено архивирање на една тетовска урбана меморија и е сочуван архитектонскиот идентитет на Тетовскиот плоштад. Станува збор за извонредно скапоцено дело на македонската современа архитектура од 20 век, дело кое што е непознато во архитектонската јавност и ова на некој начин и моја должност како архитект до Тетово да го осветлам ова скапоцено дело и да го нагласам за да биде познато на сите, а од друга страна ова скапоцено тетовчани ја има во своји раце, па и од тој аспект представа на некој начин враќање и навраќање на плоштадот, кој ќе остане малце пошироко запишан, да го кажеме така, во нашите сеќавања, затоа што за жалост рушен. Овој плоштад е школски пример во државата и пошироко, бидејќи е создаден условно речено од нула и затоа треба да биде зачувано и архивирано неговото постоење, рече авторот. Плоштадот во 1967 година го изменил центарот на Тетово заедно со околните објекти, создавајќи едно функционално множество во склоп со природната околина. Плоштадот е извонреден архитектонско-урбанистички пример и е од едно време во кое што архитектурата си ужива една поприлично голема слобода. Време на храбри архитектонски визии, време на храбри урбанистички потези и од тој аспект плоштадот представува еден простор кој што има исклучителна урбанистички квалитети кои што се отчитуваат уште во неговото окружување, извонредни архитектонски квалитети кои што затоа што плоштадот пред се е место по наша мерка или гостопримливо место. Така да од тој аспект станува збор за еден исклучителен и вреден пример кој што и во урбанистичка смисла и во архитектонска смисла, меѓутоа и во социјална смисла, односно неговото користење и како е тој запишан во меморијата на луѓето, покажува која е неговата права вредност. Автори на градскиот плоштад Маршал Тито 1967-2009 година се архитектите Кирил Муратовски и Славко Ѓурич. Тие за ова архитектонско дело ја добиле наградата 11 октомври во нивната дејност.